Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на ТВ Објектив на програмата на КТВ. Овој ТВ Објектив ќе го реализираме во Винскиот музеј во Кавадарци, од каде што ќе слушнеме како помина реализацијата на програмата за 2025 година, што е она актуелно што ќе се случува оваа година и секако во пресред на празникот на лозарите Свети Трифун. Овдека ќе има повеќе случувања. Бидете и со ова издание на ТВ Објектив. Директорке, бројни активности во Винскиот музеј во 25-та година, како ја оценувате реализацијата на програмата, која што се реализираше во Винскиот музеј? Добар ден прво на сите гледачи на КТВ телевизија и ви благодарам што секогаш не следите и ги покривате нашите настани, а со тоа се информира и целата публика. Во 25-та имавме најголем број посетители од постојањето на музејот до сега, некаде скоро 5000. Ние објавивме дека се над 4000, ама се скоро 5000. Се надеваме дека во текот на 26-та тој број ќе биде доста зголемен. Интересен амбиентот, интересни се поставките, на што најмногу се задржуваат странците кога доаѓаат во Винскиот музеј? За странците е прво, целиот амбиент е посебен. Сите предмети што се прибрани и се изложени во овој музеј се имаат своја приказна. Еден од најзначајните експонати во нашиот музеј е фрижидерот од семејството Велкови, кој на 140 годишнината од нивното формирање на винаријата Велкови Тиквеш, а 5 години од постоењето на Вински музеј, ни го отстапија на трајно користење, додека постои Вински музеј. Тој предмет е интересен за сите посетители и сите се задржуваат со најголемо внимание кога се објаснува за самиот предмет. Иако тоа семејство од семејството Велкови, имаме доста предмети кои се исто така значајни и посебни и им благодариме што ги оставија тука за да уживаат и да зборуваат за традицијата, историјата и минатото на нашиот регион. Рековте 25-та имавте повеќе настани и повеќе од оние кои што не беа планирани. Што се случуваше во Винскиот музеј, еве едно подсетување? Годината започна со оценувањето, традиционалното оценување на алкохолни пијалоци, организирано од Сдруженијето Винотек. Тука се вршеа оценувањата, исто така и доделувањето на награди. Потоа за Свети Трифун имавме многу убав и голем настан, со изложба, деликатеси, направени со вино, беа присутни и винариите, исто така соработници со винотеките кои што се под наша ингеренција. Имаме голема соработка и со основните и средните училишта во нашиот град, така да за великденските празници децата од основното училиште Страшо Пинџур со своите наставнички во дворот на Вински музеј фарбаа јајца, ама со природни материјали, не со вештачки бои. Тоа такво нешто за прв пат имаше организирано во Вински музеј, исто така го одбележавме и празникот Ѓурѓовден со деца од основното училиште Димката Ангелов Габерот. Еден исто значаен настан за нашиот регион. Оваа година за прв пат имавме настан по повод големиот христијански празник Преображение Христово. Тој празник не случајно го почнавме од оваа година, затоа што е тесно поврзан со лозаро-винарските традиции. Самиот настан беше позитивно прифатен, беше организиран во соработка со свештениците од Кавадарци, исто така го поддржаа настанот. Преображение Христово е значаен празник за нашиот регион, лозаро-винарски крај. Исто така, на сите наши настани гледаме да имаме едукативен дел. Со познатиот, со наши колеги етнолози. Едукативен дел имавме и на Преображение, исто така да се вратам наназад и за празникот Ѓурѓовден и за Великден.
едукативно се влијае се објаснува традицијата, историјата на младите генерации. Зошто постојат празниците и како се чествуваат. Што е карактеристично за секој празник, а секој наш празник има и своја символика. Точно. Оваа година за прв пат Вински музеј учествуваше на еден меѓународен сајм за археологија и туризам во Италија. Таму бевме на покана на Управата за заштита на културно наследство на Македонија, мојата колешка и претходна директорка која што учествуваше во создавањето на овој музеј, Весела Честоева. Заедно бевме на тој саем. Управата го представуваше културното наследство на Македонија, а Вински музеј, каде што јас бев представник, ја представивме винската традиција од нашиот регион и традиционалната храна. И така да направивме многу добра спојка и тоа одекна прекрасно. Вински музеј продолжува со соработките кои што веќе ги има истекот од своето постоење, како винотек, семените винари и роднокрајци, љубителите на уметноста. Со роднокрајци секоја година исто традиционално се организира мини ликовна детска колонија. Децата од цел град се пријавуваат, сликаат во Винскиот музеј, а потоа и нивните дела се продаваат и собраните средства хуманитарно се доделуваат во моментот каде е најпотребно. Таква исто ликовна колонија се реализираше и ова лето, која што беше во склоп на културното лето на град Кавадарци. Знаете дека ние сме 100% општинска институција, поддршката од општината е безпрекорна. Исто така сакам сега јавно да се заблагодарам на сите служби во општината за се што ни е потребно, се секогаш тука за нас. И соработката ни е преубава. Така, значи задоволува соработката. Винскиот музеј вратите ги отвори за прием на делегации за време на Тетвешкиот гроздобер, навистина амбиент кој што треба да се представи пред гостите. Да. Исто традиционално тука се за време на Тиквешкиот гроздобер високите делегации се пречекуваат во Винскиот музеј, но исто така и преку цела година можам да кажам 90% од високите делегации и гостите на општината го посетуваат Вински музеј. А имаат добри спомени, инспирации од ова место. Да. Во Вински музеј исто така се одржа во организација на семените винари, се одржа и научна конференција за станушината. Настанот беше пропратен и со изложба на дела од Маја Малезановска Чефлигаровска од Охрид. Настанот помина преубаво. Задоволни посетители, имаше што да се види. На одбележувањето 5 години од постоење на Вински музеј, ја поканивме Данче Наумовска од Охрид, чии дела предизвика огромна заинтересираност кај нашата публика, а воедно таа го збогати нашиот настан и предизвика исто така цел настан помина со многу емоции и се вклопи безпрекорно баш како што треба. Празнувањето. Да. Во соработка со општина Кавадарци и сите културни институции од нашиот град, аплициравме на повикот од Министерство за култура за креативни индустрии. На тој повик Вински музеј во соработка со роднокрајци го имаше дадено предлог од општината за муралите кои што го красат сега нашиот двор и дел од муралите е направен исто на зградата на Домот на културата во Кавадарци. Ние сме презадоволни, исто така тоа е нешто што предизвикува големо внимание кај нашите посетители и да тука нешто што ќе остане и ќе трае. Баш е хронолошки изработено, минато, сегашност и иднина. Минатата година аплициравме во проектите од областа на културата во Министерство за култура и туризам и добивме проект за довршување на настречниците со осветлување во дворот на музејот. И сето тоа многу добро се вклопи со муралите кои што се наоѓаат на истите ѕидови. Така да се не е заштитено, а и спремно за поголеми настани. Во ноември 2025 година, денот кога библиотеката Браќа Миладиновци од Скопје славеше 80 години од своето постоење, потпишавме меморандум за соработка со цел издигнување на културната едукација на младите.
Во јануари оваа година се одржа дводневен семинар организиран од македонските семејни винари Wineberry и Wine Escape, каде беа споделени искуства за развој на винскиот туризам од експерти од Словенија. Винскиот музеј секогаш е вклучен во сите одбележувања кои што се случуваат во општината. Се подготвуваме за празникот на лозарите Свети Трифун. Каков е придонесот на Вински музеј во поглед на збогатување на содржините за празникот? Празникот почна со нас, со нашиот настан. Денес во 12 часот се отвори изложбата на македонка Димова Дона, наша сограѓанка. Имаше литературно читање од трите средни училишта во нашиот град, беа вклучени учениците. И храна и вино од наши винари и наши ресторани. Нешто што е задолжително за празнување. Да. Во среда, во соработка со општината, со почеток од 18 часот, имаме исто така настан, сликање и вино. И останува на 14 главниот настан, на 14 февруари, денот на Свети Трифун, главниот настан на закројување ќе се случува во дворот на Вински музеј. Очекувате многу гости? Тоа е сепак во организација на општината и се знае дека ќе има многу гости. Винскиот музеј е подготвен за овој настан. За настанот. Така. Ќе се очекуваат ли новини во 26-та година? Ќе имаме ли вакви настани за кои што зборевме дека се реализира во 25-та? Продолжуваме со настаните од минатата година, нешто ќе збогатиме со нешто плюс во оваа година, а може би ќе се случи и некакво проширување. Велиме дека странските туристи се гости се восхитени од тоа што може да го видат овдека од експонатите, од вината и така натаму. Ме интересира колку се задоволни младите кои доаѓаат од нашиот крај и кога ќе дојдат и погледнат експонати кои што навистина се историја на едно време за овој крај. Да, ние знаеме дека младите е тешко да ги донесете на вакви места, но кога ќе дојдат, тие се навистина презадоволни и добиваат некој друг поглед на светот. Така, бидејќи речиси секое семејство има лозов насад, има видено како се произведува вино, меѓутоа тука ги имаме експонатите од друго време. Има сосема друга слика за се. Значи задоволни се од тоа што може да го видите. Ви благодарам за разговорот и се надеваме дека Винскиот музеј и понатаму ќе ја шири традицијата на едно време на овој крај кој што е значаен за Републиката, токму со производството на грозје и вино. Точно, ние сме токму тука заради тоа, а вам ви благодарам уште еднаш. Директорката на Винскиот музеј Елизабета Ристова не запозна со она што ќе се случува оваа 26-та година, со подготовките и реализацијата на одбележувањето на празникот на лозарите Свети Трифун, а се навративме и на минатата година низ бројки, низ податоци што се случуваше овдека во Винскиот музеј. Ова беше ТВ објектив на КТВ. Благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.